Почитувани добра вечер. Како и секоја среда во 19 часот и 15 минути вие сте со Трета порта, емисија која го анализира интернет просторот и ви ги представува најинтересните политички анализи и коментари од изминатата недела. Во оваа емисија ќе видиме реакции за одржаните избори за Европскиот парламент, во кои, како што е познато на јавноста, влезе прилично голем број на радикални партии, на радикални организации. Тука е Мари Ле Пен од Франција, грчката Златна Зора, и тоа предизвика вистински политички потрес во Европа. Ке видиме реакции за поплавите кои се случија овој пат во Скопје, во македонскиот главен град, а ке видиме и она што се случува во политиката во Македонија и кое е главно поврзано со опозицијата која одбива да учествува во работата на институциите. Почнуваме со Facebook реакции на одржаните ЕУ избори, овој пат на Александар Русјаков, кој е познат евроскептик и кој вели дека не видел реакции на поддржувачите на проевропската политика овој пат за овие избори и за влегувањето на толку голем број на радикални партии. Русјаков вели: Оланд го удри Дамла, Баросо во паника вчера свика итен состанок. Камерон почна да се дружи со Фараш и најави референдум. Лепен веќе дзенза пред огледало и пробува како и стојат Адолфови мустачиња, кои ќе ги практикува врз африканци, муслимани и останатите французи. Каракачанов, Златна Зора, австриските, германските и скандинавските неонацисти се присеќаат дека и во 30-тите години од минатиот век нивната политика тргна како поточе, ама брзо стана потоп. Кај нас е митомански постизборен молк. Тоа е ставот на Русјаков. Одиме со Антонио Спасев од Дневник, кој вели кој национализам го виде Филе. При тоа Спасев ја коментира изјавата на еврокомесарот Филе дека тој видел национализам и дека тој национализам се шири во Европа. Но овој пат Спасев забележува дека национализмот овој пат се наоѓа во сршта на Европската унија. Прво, национализмот беше видлив и вчера, не само денес. Ама во Брисел многу европолитичари очигледно дека носат очила, чија диоптрија не ги прави видливите стари национализми, кои дури се на граници на фашизам. Пример, национализмот на Грција кон Македонија последните 20 на години. И нормално, штом Европската унија нешто не гледа и не реагира соодветно на опасните појави. Оно што е пак уште попоразително е фактот дека Европската престолнина дури ги хранат, давајќи им право да не притискаат да го смениме името Уставот. Значи, овој дел на колумната на Спасев посветен на односот на Грција кон Македонија, аспект кој многу често е разработуван од домашните аналитичари и новинари. Одиме со Христо Ивановски, кој вели евроскептичниот шлепер добро нагази. Насловот е прилично јасен. Тука Ивановски зборува не само за влезот на радикалните партии, туку и дека во Европарламентот влегува голем број на европратеници кои се отворени евроскептици, значи кои се сомневаат во политиките на Европската унија и во европската идеја. Па Ивановски вели: да заклучиме. Изборите покажаа дека е загрозен целиот европски проект и дека со години се правеле сериозни грешки. Поранешниот претседател на Германија, Роман Херцог, неодамна ќе напише во есеј дека ние стануваме евроскептични мислејќи на цела Европа. При тоа тој истакнува дека тоа што е под закона е ни малку ни повеќе туку демократската субстанција на Унијата. Поранешниот шеф на дипломатијата на Германија, Геншер, би рекол: време е да се запали црвеното копче, алармот. Тоа е колумната на Ивановски со наслов Евроскептичниот шлепер добро нагази. Емисијата сега ја продолжуваме со она што се случи изминатата недела во Скопје, во главниот град, значи не времето, градот,
поплавите кои го парализира и кои ни прикажа едни слики кои се невообичаени за Скопје. Видовме автомобили целосно потопени, значи слики слични како од соседна Србија, каде имаше и Босна, каде имаше катаклизмични поплави. Па тука сега имаме реакции на ова, се јавија многу експерти, стручњаци кои велат дека Скопје, дека канализацијата, дека не е добро димензионирана, дека вакви поплави се опомена, а имаме прилично голема штета и на некои државни згради во центарот на Скопје. Ќе видиме сега реакции за тоа и еве дел од оние фотографии кои ги покажаа медиумите, кои покажаа најдраматични слики. Ajde, kankata, otidi. Ова беше материјал од Велес, бидејќи медиумите прикажуваа најчесто слики од главниот град, а ова беше материјал од Велес, намерно го прикажавме за да видиме каква беше состојбата и во другите градови во Македонија, а еве го она што беше во Скопје, што најмногу ги погоди граѓаните. Значи, оние слики, еве таа фотогалерија која беше најмногу прикажувана во медиумите, која најмногу кружеше на интернет просторот. Еве го мостот под блиско до трговскиот центар Мавровка, под стоковната куќа мост, каде беа оние апокалиптични слики на автомобили целосно потопени под вода. Еве го и градот, кој заличи главниот град во пролет да личи на место среде зима. Да, тоа се тие фотографии, тоа е таа фотогалерија. А сега во контекст на овие потопени слики, на овие автомобили, има еден текст кој излезе на социјалните мрежи, кој е прилично многу коментиран, а тоа е дека во овие автомобили имало заглавено и родители со деца, имало мајка со деца и дека на нив им помогнале граѓани. Но во контекст на она се што се случуваше во изминатиот период на убиството кој се случи во скопската наслова Ѓорче Петров, на немирите, потоа тука имаме инцидент во обратна насока, не имаме случка, се извинувам, во обратна насока, имаме случка каде што на граѓанката и помогнале лица од спротивна националност и таа го напиша тоа на социјалните мрежи, јавно им се заблагодари и тоа беше прилично многу споделувано меѓу корисниците. Еве го тоа, тој текст вели за човечноста и помошта и се заблагодарува на албански јазик. Водата дојде до бравите на возилото, го гледа возилото пред мене како плови. До нас возилото се наполни со вода и го префрли брана другата лента, а внатре мајка со малечко дете. Некако стигнавме до еден безбеден дел, надвозникот кај хотел Континентал, а потоа уште една поплавена улица ни вамо ни тамо. Голема благодарност до група граѓани кои само иницијативно излегува боси до половина во вода и на македонски и албански јазик не упатуваа каде да скршнеме, да се искачеме на повисоко, да избегнеме тонење и насока како безбедно да продолжиме. Не утре, овој ден сакам да им се заблагодарам за човечноста и помошта благодарам. И при тоа, како што кажав, благодарам е напишано на албански јазик, тоа е потенцирано. Медиумите прикажаа и други слики, значи дел од медиумите објавија и дека беа потопени и некои од новите згради во центарот на градот, како да речеме Стариот театар,
И еве дел од тие текстови, вели прокисна и стариот и новиот стар театар, гости се евакуирале на сред представа. Поради невремето, синоќа била прекината и представата Вечна куќа, која се играше од 20 часот, бидејќи според изворите во еден момент водата почнала да прска од прозорците, поради што било одлучено представата порано да заврши, ова било во МНТ. Инаку, медиумите објавија и дека во Староновиот театар имало покиснати и вредни уметнички дела, но тоа потоа беше демантирано од раководството, кои кажа дека немало такво нешто, дека имало внатре прокиснување, но дека театорот бил осигуран и дека работата не била толку страшна. Емисијата ја продолжуваме со пресудата за очниот лекар Дејан Ставрик, кој е обвинет дека земал мито, но и самите информации за целиот случај излегува контрадикторни по судењето, бидејќи според првичната објава на Министерството за внатрешни работи се работело за мито за земање за посредување при инвалидска пензија, но на самото судење сведокот кажа дека се работело за нешто друго, дека се работело за дадени пари за на него да се изврши операција, очна операција во приватна клиника од страна на лекар од Белград. Токму овие контрадикторни информации кои излегува на судењето на Дејан Ставрик, кој како што е познато во јавноста беше лидер на лекарскиот штрајк кој траеше прилично долго, и овие информации предизвика и реакции од страна на корисниците на социјалните мрежи, но и на новинарите. Еве сега ќе видиме дел од нив. Новинарката Менча Атанасова Точи, која прилично долго го следи здравството, на својот Facebook профил напиша: решението дека добил пензија на Кузмановски му е испратено на полнок на 6 мај 2014, односно истиот ден кога е уапсен Ставрик, во време кога не работи поштата. Тоа е награда за фингираниот процес во чија монтажа учествувал Кузмановски, рече одбраната на Ставрик. Инаку Кузмановски е сведокот кој сведочеше против обвинетиот лекар, кој, како што е познато, доби затворска казна од 1 година и е пуштен од притвор да се брани до слобода до правосилноста на пресудата. Продолжуваме со текст на Нова, кој вели како се одвиваше судењето на познатиот очен хирург Дејан Ставрик, а во текстот се наведени токму тие апсурди според авторите на текстот, кои велат: иако во првичните информации од МВР се тврдеше дека Ставрик му се јавувал на Кузмановски за да посредува за инвалидска пензија за што барал и пари, наводно 2000 евра, тие воопшто не разговарале за инвалидска пензија, туку за понатамошно лекување на Кузмановски. По својата одбрана Ставрик објасни дека воопшто не станало збор за добивање на инвалидска пензија, туку за тоа Кузмановски да биде опериран од познатиот хирург од Белград Мирослав Вуксановиќ, кој требало да дојде во Скопје на 10 мај. Во приватна поликлиника за очни болести, каде што сега тој работи. За таа цел требало да се уплати минимална сума од 1000 до 1500 евра само за медицинскиот потрошен материјал, за операција која реално чини околу 5 до 6000 евра. И тоа е делот од текстот на Фокус за судењето на Дејан Ставрик. А Фокус исто така објави и текст во кој и видеоматеријал во кој наследникот на Дејан Ставрик, значи новиот председател на клиничкиот синдикат, слави според Фокус, велат наследникот на Ставрик, со журка го прослави изборот. Значи се работи за абдоминалниот хирург Горан Беговиќ. Сега ќе го видиме видеоматеријалот кој го објави Фокус за прославата на Беговиќ, за која Фокус вели дека се слави неговиот избор за нов председател на клиничкиот синдикат.
Токму ова видео предизвика жестоки реакции на социјалните мрежи, бидејќи дел од корисниците велат дека е непримерно Беговик да слави волку брзо, особено кога неговиот колега Ставрик се наоѓа на судење, се наоѓа во притвор, и сега ќе видиме дел од коментарите. Еве го текстот на Фокус. Актуелно наследникот на Ставрик со журка го прослави изборот. И ќе видиме некои коментари, значи дел од нив се и вулгарни, навредливи, затоа тие нема да ги читаме, како што тоа се случува на социјалните мрежи, но еве, например, овој вели: додека првиот синдикалец на лекарите е осуден брзопотезно на 1 година затвор, други истовремено прават журка и го прославуваат изборот за лидер, кој е член на ДПМН. Кај се сега колегите на доктор Ставрик да излезат на лекарски протест за поддршка на докторот? Тоа е еден од коментарите. Тука го завршуваме и овој дел за Ставрик и ќе продолжиме со реакции за настаните во скопската населба Ѓорче Петров. Тие се уште не стигнуваат и се уште имаме вакви новинари, аналитичари кои го коментираат тоа. Одиме со Ирена Радовановиќ, која вели скршени излози и пишува: еднаш за секогаш треба да се научиме дека постапките на одредена индивидуа не треба да се препишуваат на цел еден народ. Кривични дела имало и ќе има. Друго е ако се направи истражување кое би покажало дека кај младите од некоја посебна националност поседување нож, пистол или какво било оружје е како носење гума за џвакање. Решение има и за тврдењето на жителите на Ѓорче Петров дека се цел на крадци од соседно Грчец. Тоа е во рацете на полицијата, која е должна да реагира и да им овозможи на граѓаните мирен и безбеден живот. Отворените прашања не треба да се решаваат со вандализам и хулиганство. Тоа е текстот на Радовановиќ. Продолжуваме со Владимир Ѓорчев од ВМРО ДПМН, кој има напишано цела колумна посветена на овие случувања и вели: размислување, чувства, тага и почит. И некако премногу долго навикнавме на насилството што се случува во нашите автобуси, во населбите, во училиштата. Премногу млади се претепани, се чувствуваат безбедно, а родителите оправдано се грижат. Зарем некој треба да биде претепан затоа што зборува македонски јазик на бит пазар? Дали некој треба да биде прободен со нож затоа што се нашол во погрешно време на погрешно место? Зарем треба да се кршат македонски дуќани во Гостивар или албанските дуќани во Ѓорче Петров? И сега под колумната на Владко Ѓорчев има коментари. Ние коментарите, значи, ги читаме во оној случај кога не се согласуваат со авторот. И овој пат тоа е така. И поголемиот дел од читателите велат дека зачудувачки е да ваква колумна да напише политичар кој се наоѓа на власт. И еве еден од нив. Јас размислив, господине Ѓорчев, и ви сугерирам вам, како дел од власт, засукајте ги ракавите и работете за сигурноста на народот, а не полицијата да ви служи за затварање на политички непријатели. Тоа е коментар под колумната на Ѓорчев, насловена размислување, чувства, тага и почит. Одиме со уште еден коментар за оваа тема, значи на колумнистот Дао Даути, кој има напишано Црна недела. При тоа тука се коментираат и убиството и самоубиството во скопската населба Ново Лисиче. И Даути пишува: Стојанчо Ангелов многу мудро коментира за убиството во Ѓорче, дека Ангел го убил Насер, со што не треба да се мешаат другите албанци, но работите одеа по друга насока, кон голем срам, како во стилот на Ку Клус Кланот, селективно беа избрани дуќаните и локалите на албанците за да горат во знак на револт. Иако сиротите не криви ни должни без никаква врска во случајот, и тоа не е прв пат.
Што се случува со тебе, моја Македонија? Моја Македонијо, која ти е перспективата ако при секое криминално убиство ќе горат дуќани и коли на невини? Тоа е текстот на Даути Црна недела. Како што најавивме, емисијата ја продолжуваме со политички реакции, со коментари на случувањата главно околу собранието и на неучеството на опозицијата во органите на власт. Одиме со став на Бранко Геровски, со негова колумна напишана за Слободен печат и став објавен на неговиот Facebook профил. Геровски вели: Каракамишева мора да свати дека Македонија е во длабока политичка криза, не од вчера, туку со години. Во оваа земја нема елементарни предуслови политичката волја на граѓаните да се преслика во изборниот резултат. Кај нас демократијата се сваќа како терор на политичкото мнозинство над малцинството. Ете тоа го урива имиџот на Македонија, а не смелата одлука на СДСМ да го делегитимира изборниот процес. Тука Геровски директно и се обраќа на Каракамишева, бидејќи професорката многу често излегува во медиумите и незините ставови се главно насочени против однесувањето на опозицијата и затоа е овој став на Геровски, значи да го објасниме зошто е Каракамишева. И сега одиме со Илија Димовски од ВМРО ДПМН, кој редовно пишува колумни и кои колумни речиси по исклучок, без исклучок, се насочени против опозицијата, така и во оваа колумна. Значи Димовски вели: СДСМ не ја научил демократијата. Премисата која опозицијата ја поставува за состојбите во Македонија е проблематична и неточна. Победите на ВМРО ДПМН не значат немање демократија. Напротив, слабоста на СДСМ и неговата неможност да постигне солидни резултати е причината за проблемите кои тие ги имаат и со својата структура, но и со сите останати значајни сегменти од македонското општество. Самото постоење на една партија не мора и не значи дека таа партија еднаш, по случаен редослед или секој втор пат мора да победи на избори. Таква практика СДСМ се имаше во време кога со ВМРО ДПМН раководеа други структури. Тоа е колумната на Илија Димовски. Одиме со колумна на Рамадан Рамадани, која вели: влада со договор на дело. Тука Рамадани го коментира однесувањето на ДУИ. Но ДУИ политички останува без резонот, според кој ги бараше овие избори. Преиспитување на институцијата председател на државата, кон кој само ќе одбира да се прават дека тој не постои, како што се покажа и на инаугурацијата на Иванов. И ќе може да се тешат со приклучувањето и на ДПА кон власта, преку вклучувањето на институциите под ингеренции на председателот на државата. Така, опозицијата во албанскиот блок им останува на граѓаните, може би е политички неартикулирана, но барем е чиста и безлажна опозиција, каква што беше ДПА. Тоа е текстот на Рамадан Рамадани. Влада со договор за дело. Во изминатиот период имаше и други случувања, значи имаше казни од страна на Агенцијата за медиуми кон одредени телевизии, а особено беше погодена телевизијата Телма. Одредени аналитичари и новинари го коментираа ова и вела дека овие казни се непримерни во така краток период, со неколку огромни барични казни да се казни телевизијата, и вела дека ова е отворен притисок врз таа телевизија. Еве сега ќе ја видиме колумната на Ерол Ризаов посветена на таа тема, кој вели срамен притисок врз Телма. Во својата колумна Ризаов зборува за се што се случувало, ги илустрира казните, а во заклучокот може да се долови и целата поента на неговата колумна. Има ли чаре, има ли спас? Па се разбира има. Можат во Телма да избираат или разврската да биде како во А1 или како во ТВ Алфа.
Многу е подобро да изберат како во Алфа, да ја продадат за мали пари на познат купувач сами на владата. Уште подобро да ја подарат без пари или сами да го затворат пенџерчето да не влегува чист воздух. Друго нема. Тоа е поентата на Ризаов и неговото црно предвидување. Почитувани, ова беше последен материјал во оваа трета порта. Емисијата следете секоја среда во 19 часот и 15 минути. Репризата е во четврток во 14:30, а трета порта можете да ја следите и на социјалната мрежа Facebook, каде се што треба да направите е да побарате страницата на трета порта на Facebook, да стиснете лайк, а може и да не стиснете, а може и да коментирате на самата страница. При тоа коментарите кои ќе ги објавите може да бидат прочитани и во оваа емисија, така и вие може да бидете дел од медиумската слика, од мислењата и коментарите кои се искажани на социјалните мрежи и на интернет просторот. Не заборавајте, трета порта не ви кажува како да размислувате, туку ви ја прикажува големата слика. Останете со програмата на 24 вести.